А во продолжение зборуваме за театарот како огледало на општеството, но и како чувар на традицијата, емоцијата, би рекла и вистинските вредности. Одиме во Прилеп. На линија веќе ја имаме нашата колешка Каролина Дурло, која што ќе разговара со актерот, но и со раководителот на Народниот театар Војдан Чернодрински, кој прославува 8 децении постоење. Добро утро, Каролина! Добро утро до гледачите на Алфа телевизија, на утринската програма, а секако добро утро и до вас, колеги, во студиото. Како што кажа и ти, Оливера, утринава се одлучивме да проговориме малку на тема театар од најтеатарскиот град во Македонија, а тоа е Прилеп, без лажна скромност. Со нас овде е раководителот на театарот, Народниот театар Војдан Чернодрински, Михајло Миленковски. Еве и за него добро утро и благодариме за прифаќањето на поканата во овие утрински часови. Добро утро, добро дојдовте на нашата сцена 105. Добро утро, Македонија, добро утро, Каролина, добро утро на сите во студиото. Добро дојдовте и се надам дека се чувствувате убаво, пријатно тука со нас на сцена 105. Точно, чувството е многу пријатно, барем за мене кажувам дека секогаш убаво се чувствувам во театарот. Не случајно го избравме овој разговор, бидејќи март е месецот во кој што се прославува и денот на театарот. Прилепскиот театар, Народен театар Војдан Чернодрински, навистина работи многу. Како го одбележавте вие, еве 27 март, тоа беше пред неколку дена, денот на театарот? 27 март оваа година речиме да го прославиме заедно со нашата иднина, односно со најмладата публика. Оваа година на репертоарот имавме гостување на театар Златен елец, кој што ја напишаа самата македонска порака со представата Чудесна напивка и секако работно после тоа, бидејќи се спремаме за премиера. Во четврток имаме премиера на представата Сатод во режија на Кристина Димитрова, а текстот е на македонски автор, односно на прилепчанка Лидија Митовска Георгиевска. Слушам две женски имиња и авторот на текстот е женско, а исто така и режисерката. Дали тоа значи дека Прилепскиот театар на вистина е еманципиран во таа смисла? Па да, мислам сепак зборуваме за театар кој што 76 години напорно работи, поминува низ многу пречки и сето тоа, но сепак постои, тука е, за публиката е, за жените, за поддршка. Така. Ние сме тука. Има и уште една интересна работа кога станува збор за нашиот Прилепскиот театар, дека ти си еден од оние поборници кои што бараат постојано да се подмладува театарот, бидејќи тврдиш дека навистина имаме млади кадри кои навистина заслужуваат да бидат дел од, па нема да претерам ако речам, најнаградуваниот театарски ансамбл кај нас. Каква е во моментов состојбата со млад кадар во театарот? Моментално да, значи уште го дојдов на раководната позиција, поставен од директорот на Центарот за култура Марко Цепенков Марија. Една од идеите, еден наш договор беше да во секоја представа колку што е возможно да вклучуваме млади невработени актери. Зошто? Бидејќи тоа е многу добро за нас како актери, значи имаме друг колега, по инаков начин на игра, нешто ново за нас, исто така нешто ново и за публиката и секако нормално и секој актер треба да работи, тоа е најважно. Моментално ансамблот брои 12 луѓе, имавме еден многу голем период од прилика од 10 години каде што немавме ни едно вработување, минатата година имавме едно вработување, се вработи еден актер, да се надеваме дека годинава на толку многу проекти, толку многу работа, јас секогаш позитивно размислувам дека ќе трли таа вработа, ќе имам уште некој актер, секако повеќе колеги, секогаш е од плюс. Така. Мики, за 2-3 месеци, јас кога реков најтеатарскиот град во Македонија, не случајно го реков, бидејќи нам ни се случува веќе 60 години театарскиот фестивал Војдан Чернодрински. Значи, на почетокот од јуни, традиционално, ќе го имаме и ова издание. Меѓутоа, за жал, неодменлива е темата со она што во моментов се случува со Прилепскиот театар по однос на просторот. Како што каже и ти, ние овде се наоѓаме во сцена 105, тоа е една импровизирана, ќе речам, театарска сцена. Што правиме со изградбата на новиот театар?
Да, оваа година јубилејно се навршува 60 години Македонскиот театарски фестивал во Војдан Чернодрински. Се наоѓаме во сцена 105, која што е алтернативна сцена, но исто така имаме и големата сцена, која што, например, годинава имаме 5 проекти за работење. Тие едниот веќе проект е сатот кој што се работи тука, а другите 4 проекти се прават на голема сцена. Како простор, театарот знаеме дека се затвори, се трудиме да се прилагодиме. Центарот за култура ни овозможи, благодарност до нив, ни овозможи да можеме да функционираме. Мислам дека е краток период, дај Боже да се заврши целата таа приказна околу реновирање на старата театарска зграда што побрзо. Јас сум од луѓето кои што секогаш викаат да не брзаме да го направиме нешто да биде како што треба, бидејќи тоа ќе остане за генерации. Треба да ни служи и да е добро направено. И со Господ напред да се надеваме, може би следното интервју ќе го имаме, односно ќе бидете поканети каде што на презентацијата на тој проект која ќе биде готов и ќе кажеме една Илија сите заедно. Така, дали се знае со што вие ќе настапите годинава на театарскиот фестивал? Не, годинава се уште е рано, се уште значи имаме во продукција годинава една македонска драма. Јубилејна, така е концептот на директорот на МТФ. Оваа представа исто така македонска драма, сепак треба да дојде уметничкиот директор да ги погледне представите и секако да одлучи да види која представа му одговара во концептот. Вие веќе цел месец работите на оваа представа која што в четврток треба да има својата премиера, па еве да искористиме приликата да ја запознаеме театарската публика за каков вид представа станува збор и што ќе можат да погледнат во неа. Представата е, како што кажав, автор на Лидија, која што е прилепченка и е македонска драма, и ние како театар секогаш ќе поддржуваме македонски текстови, бидејќи тоа е многу важно за еден театар. Станува збор за дуодрама и апсурд. Нема многу да зборувам, представата е многу убава, ја поканувам прилепската публика, исто така и македонската, да дојдат тука во овој наш простор, да уживаме и да ја славиме театарската уметност и љубовта кон театарот. Така, со последната представа со од Колечашуле Црнила, бевте и во Скопје. Како помина таму представата? Да, со Коле Чашуле бевме и на гостување во Штип, во режија на Дејан Пројковски, значи представата Црнила. Беше многу добро прифатена, многу убаво поминавме. Еден од концептите е да не ги играме представите само во Прилеп. Имавме многу гостувања минатата година. Убаво е малку да ја расшириме таа уметност. Исто така и со прославувањето на роденденот, тука го преславивме со гостувања. Убаво е малку да се измешаме. Сватив дека кога доаѓа друг театар, публиката во Прилеп многу убаво реагира и убаво мешање на тие енергии. Се разменуваат искуства, колегите си кажуваме проблемите, си се фалиме, си кажуваме убави работи. Многу убаво тоа шетање да го има. Секогаш ме плени твојата позитивна енергија. Верувам дека тоа го почувствуваа и гледачите кои што не гледаат ова утро. Оливера, овде јас би го завршила разговорот, бидејќи имаме навистина уште многу теми, меѓутоа времето е тоа. Доколку има некое прашање од студиото, ми ќе е расположен да одговори. Ако не, овде ќе се одјавиме. Кажавте дека се повеќе млада публика има. Како театарот се прилагодувајте на младата публика со оглед и на развојот на социјалните медиуми и слично? Како е во тренд со времето? Како се движи? Мики од студиото прашуваат како е со младата публика која што ја имаме ние овде, дали има интерес, бидејќи тоа е факт, еден тренд кај младите генерации да доаѓаат в театар. Вака ќе кажам, еден пример, еден случај. Јас го раководам Инстаграм профилот и имаме проблем со младата публика. Што значи тоа? Имаме убав проблем. Значи има деца 17-18 години кои што кога ќе видат стори или објавен за репертоарот на театарот, пишуваат сами, резервираат карта. Прилеп на вистина може да се гордее со млада публика која што на вистина полни карта. Последната представа, например, Црнила, кога игравме, беа млади луѓе кои што си купиле карта, дошле и гледаат театар. Тоа оттаму доаѓа таа желба, можеби ентузијазам и мојата радост за театарот. И можеби затоа и ова го направивме, за да имаме публика, да се радува публиката, да славиме уметност заедно. Тоа е многу важното. Оливера, еве слушавме дека на вистина Прилеп има и млада публика, се работат и представи, да напоменам и тоа и за најмладите кои на вистина будат голем интерес, што значи дека Прилеп си останува најтеатарскиот град во Македонија. Така да остане секогаш. Ви благодарам, Каролина, за вашиот разговор. Се гледаме во следна прилика. Поздрав.